Време е сега да кажеме добро утро и добре ни дојде за првиот наш гостин во студиото, за кој секогаш ни е драго да ни гостува, затоа што од него можеме само да слушнаме преубави совети за најмилите, за дечињата. Доктор по медицински науки Александар Сајковски, специјалист по педиатрија во Аџибадем Систина. Сега ќе зборуваме и на вистина ни е променливо времето, докторе, можеме да забележиме, дури и ние возрастните го чувствуваме, а не пак дечињата, па за тоа како да им помогнеме и да го подобриме нивниот имунитет. Одлична тема токму за овој период и сигурна сум дека многу родители ќе се задоволни од вашите совети. А јас би сакала да ве прашам ова утро што би се напиле вака од нашата мини кујна, со што можеме да ве почестиме. После кафе, мислам, чај најдобро. Чај, одлично, да. Како доктор знаете, нели, како треба да се започне утрото и кафенце и чајчето е добре дојдено. Освен ако не сте многу рано станати, тогаш и второ кафе. И второ кафенце, да. Повелете, Оливера, со разговорот. Имаме навистина актуелна тема која што секогаш на промената на времето знае да влие кај имунитетот и кај младите и кај повозрастните. Дали навистина променливото време може да предизвика намалување на имунитетот кај дечињата? Па генерално да, апсолутно. Мислам, оваа фаза, нели, пролет, иако кај нас пролетта се скрати време траењето на пролетта, па дури и на есента, влие, реално влие повеќе на ширење на некои вируси и некои бактерии, а генерално сите деца имаат малку понизок имунитет. Мислам, тоа е нормална. Што е тоа така? Дали дека ги чуваме под стаклено ѕвоно? Тоа е втора фаза. Првата фаза е нормално да децата, нели, кои ќе се родат, они прво као новородени и као доенчиња имаат префрлен дел од имунитетот на мајката, меѓутоа нивниот имунитет зрее. Во првите 5-6 години, они тек 5-6 година достигаат некаде 50% од имунитетот на возрастните. Тоа е процес на зреење. И они баш заради тоа имаат право да се разболат почесто отколку возрастните, нели? Тоа е еден биолошки феномен затоа што телото на детето треба да се запознае со сите тие антигени што ги велиме, или страни молекули што се за имунитетот, за да може да се брани во тек на животот. Меѓутоа, на оној вториот елемент е што ги ставаме во стаклено звоно. Значи, дете, ако го пуштите да игра надвор, ако го пуштите да се испрља, оно ќе се стимулира со повеќе антигени, побрзо се развива имунитетот. А ние кои ги ставиме дома на топло, на 30 степени и плюс наоблечени, едноставно не дозволуваме да се развие толку брзо имунитетот. Така да тие дечиња може да имаат оние што ги велиме повторувачки респираторни инфекции почесто отколку другите деца. Да, порано кога ќе сме навршиле 9 месеци, нашите родители не праќале веднаш во градинка. Сега мајките ги чуваат до 3 години да го стекнел имунитетот дома, па потоа ги испраќаат во градинка. Не, тоа е... А во градинка најдобро се стекнува имунитет, нели? Апсолутно, да, апсолутно. Апсолутно. Бактерии. Знаете што, видите, многу е интересен овој биолошки живот наш, затоа што градинките и школите како институции и градинките како институции не се многу стари. Нешто над 200 години, фактички. Не живееме ние планетарно со градинки и со школи, нели, 20 или 30 века. И самото групирање на децата во градинка, например, овозможува да децата си разменат меѓу себе микроорганизми и на тој начин да го зајакнуваат имунитетот. Меѓутоа, видите, многу е интересен и оној феномен, нонстоп го збориме тоа, и гледачите наши го знаат многу, што имате градинки во скандинавски земји кои што уопште немаат кровови. Они спијат на отворено, мислам. И на дожд, и играат во кал. Дури, знаете како, од аспект на развој на имунитетот е ова многу важно. Например, во скандинавските земји забрана за излагање на бебе, да го изнесете надвор, официјално педијатар ќе ви каже треба новородено дете да го изнесете да го шетете барем 1 сат надвор. Официјална забрана таму е да не се изнесува тогаш кога температурата ќе падне под минус 23. Ние на нула не ги изнесуваме децата, а у суштина слободно треба да се изнесуваат. Подобро ќе спијат, подобро ќе биде респирацијата, едноставно размената на микроорганизми е подобра. Ние живееме во еден конгломерат на микроорганизми. Ние, например, имаме повеќе микроорганизми во нас и на нас, отколку што имаме клетки со кои што живееме.
И тоа е една многу битна симбиоза која што ако ја негуваме, може да имаме здрав живот. Сакате да кажете дека ако ги пуштиме по-лабаво децата да функционираат и помалку настинки ќе има? Апсолутно, пуштите ги нека се исприлјат. Пуштите ги нека играат од старинско време джамли, да играат челик, нели нека ги исприлјаат рацете. Заборавени. Она што во минатото беше голем страв, зборам реално, значи збораме негде пред Втората светска војна и после Втората светска војна, беа инфекции кои што се од типот на за кои сега се више изгубени, како што е, например, детската парализа. Нели? Тоа беше стравична болест во која што децата остануваа парализирани. Меѓутоа, тоа е веќе состојба, Македонија е полиофри земја од 2001 година, нели? Така да можете слободно да ги пуштите децата да се исприлјаат, да се играат надвор, затоа што на тој начин ќе имаме стимулација на имунолошкиот систем, онака како што треба. Ние се воспитуваме, нели, кога патуваме, ги гледаме како функционираат по систем западните земји и можеме исто така да го примениме и она што ти е со своите деца. Ако пиеш кафе на плоштад, може некој дете помеѓу нозете да ти пролази, да ти лази без никаков проблем и родителот си ужива и го гледа на плоштадот како си. Кај нас тоа е некако невозможно да го видиш. Во Стокхолм ќе видите бебе покриено количка надвор спие на минус 10, родителите унутра пијат кафе. Пијат кафе, да. Така? Да. Ама тоа е оној скандинавски дух на јакнење на имунолошкиот систем. Од спротива, да речеме, ние Македонија како земја во која што сепак доминантно владее сончеви периоди, повеќе отколку 350 сончеви денови. Од друга страна, ние не ги изнесуваме децата за да се створи доволно D-витамин во кожата, кој што е еден од битните елементи за развој на имунитетот. И затоа кај нас, за жал, денеска повторно се уште има рахитис, слабост на коски, деца со низок D-витамин и возрастни, не само и деца. Ние бегаме од сонцето. Ги внесуваме како суплементи, а ни го користиме сонцето. Наједноставниот и најдобриот начин е преку сонцето. D-витаминот, управо, апропо и самиве инфекции, D-витаминот е влезен во сите битни водичи и книги, фармаколошки, педиатриски, интернистички, како еден од најзначајните имуномодулатори. Значи, D-витамин се создава во кожата. Например, возрастна особа да излезе 15 минути у 12 саат на ручек, кога е сонцето највисоко, создава 10.000 единици D-витамин во кожата. Мислам, сега да не е скроз облечен или да има контакт сонце-кожа. Влезе сонцето. Да. Така да, а ние тоа не го користиме наједноставното. И онда идеме на суплементација и внесување на D-витамин. Имаме бесплатна можност за сонце. И во основа, јас лично, и не само јас, сите ние, зборам целата педиатриска структура, да кажем, ние сме за тоа децата да одат во градинка. Добро е да одат во градинка. Градинката е место, зборам сега од најмалата возраст. Знаете, градинката е место каде што имаме пред се социализација. Имаме интеракција и комуникација меѓу децата. Второ е самото зрење, самото играње, доваѓа и моментот на размена на бактерии и вируси. Сега не е добро да вие како родител, да речеме, некој родител го прати своето дете апсолутно болно со температура во градинка. Тоа веќе не е во ред, да кажем. Иако многу родители се во притисок кај нас, например, немаат избор, немаат што да прават, нели? Меѓутоа, факт е дека градинката е одлично место каде што почнува животот, односно почнува улицата. Така, одлично. И тоа е нешто што треба да се негува. Јас мислам дека нашава држава, мое лично мислење, дека треба најмногу да инвестира во градинки и во школи. Значи, клjuč за развој на едно општество е едукацијата. Зборам од тој аспект едукативен и социјален. А инаку, битно е да го пуштите детето во градинка што порано, затоа што адаптацијата во градинка е многу потешка ако детето го пуштите на 3 или 4 години, отколку ако го пуштите на 8 или 9 месеци. Да. Едноставно не сака да се тргне од мама или од баба и дедо и така натаму. И ако
до школска возраст се чува детето дома и баба и дедо го чуваат, потоа ги фаќа тие вируси во подоцнежна возраст, наместо да ги помине во овој пораниот период. Да, Тоа го имам на лично, собствено искуство доживеано. Едното дете сум го пратила во градинка, едното не, и токму затоа знам. Апсолутно е така. Меѓутоа, кога ги спомнавте феноменот баба и дедо, значи, морам ова да ви го кажам, кој е врзано, не е директно со имунитетот, али е врзано со развојот кај децата. Знаете, родителите се тие кои што треба да бидат оние кои што ја дигаат рачната кочница во однос на воспитувањето на децата. А дедо и баба се институција каде што се попушта. Тоа е нормално. Така е. И се детето на тој начин ќе научи дека има и вака и така. Ќе научи како да приде за да добие нешто. Манипулаторски способности. Точно. Апсолутно. Генерално се они манипулатори големи деца. Така е, да. Да, зборуваме за имунитет, како тоа во другите држави нели функционира, дека треба да ги пуштаме повеќе на отворено, но што е со загадениот воздух? Дали ни го дозволуваат тоа на дворешните услови и дали загадениот воздух влијае врз намалување на имунитетот кај децата? За жал да, вистина. Тоа е тема која што у суштина најмногу ги погаѓа децата. Загадениот воздух и тие мали, да ги кажам, фамозни PM честички под 10, многу полесно продираат кај децата. Друго, земете у предвид еден феномен многу интересен, едноставен. Децата се ниски, мислам мали. Малечки. Они постепено растат. Они се директно на удар на издувните гасови од колите. Многу повеќе отколку возрастните. Без оглед дали сте 170 или 180 сантими високи, децата се сепак поблиску Нас до... не одминуваат, а тие директно ги превземаат. Таму низа молекули кои што се многу токсични, фактички децата многу повеќе ги вдишуваат. Она што е битно, што треба да се знае, дека тие PM честички кои што влагаат во дишните органи, прават еден процес воспалителен, не она воспаление инфекција, него прават еден воспалителен процес во белодробието, кое што може да трае долго и може да прерасне во хронична болест. Хронична болест како што се хронични бронхити, па дури и до асма и други, може да дојде до појава на чести пнеумонии и така натаму. И фактички да добиеме белодробие кое е помалку квалитетно и кое понатаму во тек на животот една особа млада и покасно ќе има многу проблеми и ќе биде нонстоп на терапија. За жал, ние денеска гледаме многу дечиња, значи деца со алергии и со проблеми кои што се врзани со загадувањето, се преполни педиатриските амбуланти. Има ли за ова чаре или решение? Па добро, веројатно има, мислам, ама за тоа треба голема општествена акција. Едно е што да направиме за да се намали аерозагадувањето и второ е што да им дадеме на децата да јадат, и тоа се две компоненти кои што се врзани една со друга, нели? Не сакам да ме разберат погрешно гледачите. Денеска постои термин нели да се бориме против аерозагадувањето од една страна, од друга страна да се внесува така наречена органска храна. Сега некој ќе рече, ама знаете што е сеато органска храна во Македонија нема. Не е дека нема, има. Значи тоа е храна која што е помалку третирана со пестициди. Ако едно дете има внесено еден куп токсични материи во дишните органи, прави хроничен воспалителен процес во белодробие и ако му дадете да јаде храна која е богата со пестициди, тоа е здрава подлога за развој на најтешки болести, од автоимуни болести до на крај и канцерогени болести, малигни болести. Факт е дека ние треба на општествена клима за тоа да се направи и објективно ние сите треба да зборуваме на таа тема. Едноставно би сакал да кажам, треба да се вратиме на некој, зборам во однос на исхраната, колку може, на некои корени, нели, мојата баба појма немала што е органска храна. Ама патлиџаните не биле прскани. Така. Денеска све е прскани. Патлиџаните, рековме, па и во може наше било време кое ние друго. сме пак сепак понова генерација, имавме колку толку здрава храна, не индустријски обработана. Да. Денеска живееме во време во кое што постојат многу фактори кои што влијаат
на целиот имунолошки систем, а видите, тој е толку еден педантен, прецизен систем, кој што не брани од се што е за нас страно. Значи, од бактерии, од вируси, не е тоа само за инфекции, од аерозагадување, од токсични молекули, од се што е страно за организмот на една индивидуа. Дури е маркантен податокот дека повеќе пати у денот целото наше тело како баркод се скенира од една група на клетки и ако она примети некоја клетка која не одговара на генетиката на самиот организам, тргнува да ја уништи. А овие клетки кои што се со PM честички, клетки кои што се оштетени од токсини, клетки во кои имат вируси, се тоа е пореметено за нашиот имунитет и перманентно е во функција во тој дел. Разбрам. Кога сме кај храната, што треба да внесуваме на вакво променливо, загадено време за да во ова време, особено во овој период сега, да кажам, мора да се внесува богатство на зеленчук и овошје. Таму се витамините, нели? Зеленчукот и овошјето. Ензимите, потребни за имунитет. Значи, што е можно посирова, посвежа храна, излегување на отворено и повеќе сонце. Така е. Ако смеам да кажам, многу едноставен рецептот. Инаку само една реченица ви кажам, кога сме кај храната. Знаете дека човекот е единствено суштество на планетава Земја која знае да си направи храна за себе. А единствено најглупо суштество кое истата храна ја јаде. Така, да. Мислам дека дадовме добри насоки за тоа како да започнеме оваа сезона во поглед на зголемување на имунитетот кај најмладите, па и ние возрастните нешто да научиме. Како да, ако е добро за децата, сигурно е добро и за нас. Да, за нас. Исто како да слушаме и за нас. Покрај дечињата, кажав јас и на самиот почеток, секако како јас, така и останатите, познавајќи ве дека ќе слушнеме многу убави совети од ваша страна, но немаме толку време за да ги споменевме и алергиите, кои што се многу чести за жал во последно време, но ќе оставиме и за друг пат да ни дојдете, нели, на гости. Благодарам. Ви благодарам и јас.